Ве поздравувам од студиото на Тилма, во најновата Тилма амбуланта со одличен соговорник и атрактивна тема. Се надевам дека ќе има и прашања од гледачите, впрочем ќе биде испишан кајрон на кој што ќе можете да ги поставите истите. Го поздравувам професор доктор Кирил Лозанч, инаку специјалист по неврохирургија од Аџи Бадем Систина. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро нашол. Одлична ни е темата од аспект на тоа дека е многу актуелна и многу атрактивна и веројатно главоболките од секогаш биле актуелни. Можеме ли да дадеме некоја дефиниција што се всушност главоболките вака од медицинска гледна точка? Добро, само ти ми кажува че главоболките се фактички фиксирани на делот на главата, фактички на едната или другата страна, може на целата глава, некој дел напред пред главата, главно се мисли на болки во главата. Меѓутоа, некогаш тие главоболки може да бидат врзани со болки во вратот, например, па болки вратот да се шират болки во главата. Некогаш може да бидат врзани со некои болки, да речеме во забот, например, или болки во окото, кои се исто така се шират и дават како болки во главата. А сакам да кажам, сите тие системи, значи очниот систем, па орала, значи уво, нос, грло, и забите. Се е поврзано. Се тоа поврзано и може да даде главоболка. Какви типови, какви видови на главоболки постојат? Затоа што главоболката може да биде прво акутна или некоја хронична што треба долго време. Акутна главоболка може да биде од различен степен интензитет, тоа се бодира со бодови, од најслаба до најјака и многу зависи од што причина, значи таа главоболка. Не секогаш секоја главоболка може да биде од иста причина. Сакам да кажем дека главоболките можеме да ги степенираме по степени и оние што се најјаки главоболки многу значат, тие што се најјаки главоболки апсолутно треба да се направи на посета кај доктор. Често луѓето се соочуваат поред некој нели поретко, некој почесто, меѓутоа да, колку од вашето искуство знаат луѓето нели во одреден момент да дојдат и да се обратат на лекар заради таа некоја главоболка која што чувствуваат. Има луѓе кои што живеат со години со проблемот и ништо не преземаат. Треба да кажем на работа дека сите луѓе не се еднакво осетливи на болка. Некој осеќа повеќе, некој осеќа помалку болката, некој ја трпи повеќе болката, некој не ја трпи болката. И тука да самата болка може би субјективна понекогаш, не е баш точно објективна да речеме баш да сите исто осеќаат главоболки. Второ, мислам дека во последно време луѓето се се поише осетливи и повеќе одат на доктори и за многу банални работи, дури за банални главоболки. Мислам дека луѓето се научија што у принцип не е толку лошо да е добро. И затоа што и по некој што со многу малки главоболки откриваме ние големи проблеми што некојаш порано не би ги откриле. Ги откриваме правовремено и брзо и може да се решат барем. Да. Така да тоа не е толку лошо. Главоболката е впрочем и некој симптом кој што може да укажува на некоја друга состојба како што. Главоболката фактички може да биде дел од некој синдром, ја викаме. Значи главоболка може да биде од различни причини предизвикана. И го викаме како синдром на главоболка. И така може да се понатаму да збориме нешто за тие причини, има доста големи причини. Ајде да. Може да главоболка, да. Причините ги споменавме, ние факт е дека живееме во едно стресно време, турбулентно време. Каде најчесто се лоцираат причинителите на главоболките? Затоа што обично гледачите, мислам, пациентите најмногу се плашат, имам јас главоболка, имам тумор во мозок. И тоа е стално. Тоа секогаш така ги поврзуваат. Стандардна причина, значи имам тумор во мозок или аневризма може да има евентуално и многу се плашат луѓето од тоа. За среќа, главоболките отприлика околу 80% имаат причини кои што се да викаме ние бенигни, најчесто се тие психогени причини. А само 20% се од типот на васкуларни причини, тумор на мозок може да биде во таа тука причина, некои други тумори на базата на черепот. Значи тоа се околу 21%. 80% се бенигни причини и нема некоја голема причина за страх, мислам. Ние малку нели ќе ги опфатиме главоболките од неврохируршки аспект, како што впрочем е насловена и темата. Потсетувам дека можете да ги поставувате и вашите прашања, ќе биде испишан кајрон долу на екранот, или пак ќе можете да ги поставите на Facebook фан страната на Утринска на Тилма. Се разбира со професор доктор Кирил Лозанче и ќе ви ги одговориме. Малку да ми ја подобјасниме темата, што значи главоболка од неврохируршки аспект? Тука сам да кажам, значи во неврохируршкиот аспект, значи кои болести најчесто водат главоболки од неврохируршки аспект, тоа се вака, значи прво тумори на мозок дефинитивно. На втора причина, многу честа причина може да бидат васкуларни промени, значи промени на крвните садови од типот на мозочни аневризми.
Добра. и мозочни крварења. Исто така почесто причина може да бидат тумори на база на черепот, најчесто тумори на хипофиза. Тоа е една жлеза што се наоѓа под мозокот и таа исто така може да е многу јаки главоболки. И понекогаш причините може да се држат и на некоја компресија на нервот, најчесто на лицевиот нерв, кој е тригеминален нерв, кои што даваат јаки лицеви, отчесто лични, лицеви главоболки, меѓутоа некогаш може да се прошири према челото, према горниот дел на главата. Иначе, другите причини за нас, као неврохирурзи, не се многу битни. Добро, да тргнеме ред по ред што се вели, да ги подобјасниме сите малку подетално, за да им биде малку нели појасно и на гледачите. Ајде малку за туморите на мозок. Вие рековте првата дефиниција најчесто на луѓето или поврзаност со главоболки е веднаш со тумор на мозок. Најчесто се плашат од тумор на мозок. Сега да кажам вака, многу е битна една ствар, главата е виткана со еден череп. Добра. Мозокот се најава еден череп, така? Черепот е соцен од коскен, знаете, коскен дел, и тој череп не може да се шири. Секој додатен дел, додатен волумен во главата, во мозочното ткиво, предизвикува зголемување на притисокот, мозочниот притисок, тој е многу битно да се каже сегодно. И тој зголемување на тој мозочен притисок, меѓу другото е главен предизвикувач на оваа главоболка. Кај тумори на мозокот, кај другите додатни волумини што, например, може исто така и воспаление на мозокот, абсцес на мозокот, може така да го зголеми волуменот на мозокот и да даде главоболки, јаки главоболки, дури со повраќање. Така да не е најчесто причина е за тоа, зголемен интракранијален притисок. Тој најчесто дава главоболки. Ретко, самите тумори например се локализирани на некоја страна од мозокот, па даваат баш болка баш на тој дел од мозокот. Тоа е многу ретко. И што многу интересно да кажеме, мозочното ткиво е неосетливо на болка. Самиот мозок, као мозок, не дава болка, не може да дава болка. Болката доведе од истегнување на обвивката околу мозокот, што ми е дура, дура. Таа е најчесто да незиното овако натегнување или допирање може да даде болка. И сега болка може да дадат некои нервни влакна што одат по артериите што влегуваат во мозокот. Ние ги викаме тие се симпатични нервни влакна. И тие исто така нивно притискање или дразнање може да даде исто така болка. Самото мозочно ткиво е неосетливо и не дава болка. Можем да споменеме за симптоми на туморот односно на тумори на мозок, како да се препознаат, да речам, што доведува, што укажува, што води главен кон симптом е тоа? ова зголемување на интракранијалниот притисок. Тоа главоболка, најчесто проверена со повраќање и да многу битен симптом што се открива наочно до дно. Затоа ми од принцип сите тие главоболки ги праќаме наочно, преглед на очно дно. Затоа што очното дно е фактички, односно викаме не очниот нерв, кај што заврши очниот нерв, кај што започна прво очниот нерв. Ако имаме зголемување негово, натекнување на тој дел на очниот нерв, викаме има стаза, мозочна стаза, што индиректно ни е знак дека нешто се дешава мозокот, го зголемува тај интракранијален притисок. И во тој случај пациентот понатаму треба да се прати на додатни испитувања. Тој е најчест симптом, општ симптом. Меѓутоа, туморите локализирани по единични делови на мозочното ткиво, например, лобоси ги викаме, фронтални лобоси, темпорални лобоси, тумори на малиот мозок, имаат своји симптоматологи од тие центри мозочни што се во тоа место. Например, може да се подетално, да. Тумори на малиот мозок даат пореметување во одот, пореметување во однесувањето на рацете, на нозете, на фините допири. И така, знаеме, кој ќе каже пациент некој така, ќе го прегледаме, кој ќе видиме дека има такви симптоми, значи ќе јасно дека некој процес се дешава во малиот мозок, например. Тумори што се локализирани тука лево на, викаме, темпоралниот лобус, кај што се наоѓа центарот за говор, најчесто доаѓаат со симптоми пореметен говор. Или некој не разбира говор, или не може да се изрази добро, или тешко се изразува. И отприлика ми знаеме дека се работи некој тумор или некој процес во тој темпорален лобус, што го викаме, лево, во доминантна хемисфера. Секако, например, тумори во париеталниот лобус, го викаме париетален лобус, што е тој горен дел горен дел овде. Париетален лобус доаѓа со пореметување во осет. Едноставно пациентот губи осет од едната страна. Осет на допир, осет на ладно, на топло и така да осет губи. Одето ќе знаеме дека се работи за пореметување во тој баш лобус. Кои се најчести? Молам? Најчести тумори на мозок? Вака, туморите на мозок најчести може бит бенигни и малигни. Тоа е многу битно сега. Бенигните тумори најчести се тумори на обвивките на мозокот. Ние ги викаме менингиоми.
Значи тие се на самата увека на мозокот, меѓутоа пошто внатре влегуваат во мозокот, рековме преска, вршат компресија на мозочното ткиво и дават локални симптоми, како што ги напомнавме премолобусите, или пак ќе го зголемат тој притисок, како што рековме претходно, и дават главоболки по враќање на крајна фаза. Иначе, туморите малигни на мозокот се почести, на жалост, него бенигнива, и тие најчесто указували на белата субстанција на мозочното ткиво и најчесто се викаат глиоми. Од сите тие глиоми, па најчест глиоми тој глиобластома мултиформе го викаме ние, или поранена класификација од 1 до 4 градус, во тој случај се работи 4 градус, значи малигни тумор, тој се глиом, односно глиобластом. И тие тумори се нажалост почести негови бенигнивни тумори. Тоа и во светот, така и во Македонија? Сегде од свет, ова се светски статистики. Да, добро, ајде малку за поврзаноста со васкуларната аневризма. Да. Овие аневризми најчесто даваат акутна главоболка. Значи, особено кога ќе пукнат. Аневризмите значи представува едно проширување крвниот сад. Некој крвен сад во мозокот на едно место се проширува и прави нешто како тип на како балонче на пример. Добро. И сега тоа балонче или се шири, може да пукне. При самото пукнување, јака главоболка, најчесто се не издржи до јака главоболка, може да се деси да изгуби свест пациентот, може да се деси да направи некој испад ако крвењето во некој дел од лобусот, што ги кажав претходно, кај што може да е некој таков испад, меѓутоа најчесто значи главоболка, јака и повраќање. И евентуално може да се појави закочен врат. Тоа е се ради тоа крварење што го предизвика таа аневризма. Иначе аневризмата може да е, ако е голема, може да се понаша како тумор, например, и да даде симптоми од претходно, што ги кажавме, притиска на некој дел од лобусот, може некој нерв да биде притиснат од таа аневризма. Најчесто, например, пациенти што едно нездравено место тука позади се наоѓа кај каротидната артерија аневризма, може да имат пореметување со самиот очен капак, да биде спуштен. И тоа би единствен и прв симптом. И никој ќе има тој пациент, не е многу јасно дека тој пациент може да има аневризма, што притиска баш на тој очен нерв. Тој сека нерв, околомоторен нерв, значи дел од очните нерви, и знаеме дека се работи за таква аневризма. Стигна и првите прашања. Вели госпоѓа на 39 години има чести појави на главоболки на левата страна од главата, чувствува голема мачнина, пречувствителност на светлина и бучава. Вели додека не поврати, не и поминува. Видите вака, у принцип, значи тие што се значи едностранни главоболки со пореметување вакви, значи светлина, очни пореметувања, најчесто се мигренозни болки. Какви се? Мигренозни. Најчесто се мигренозни главоболки и тие потпаѓаат под третман на невролози, значи у принцип тие не доаѓаат кај нас, тие болни. А овака, како што каже пациентот, да се мигренозни болки. Во секој случај советот би било да се посети невролог. Можеме покажно да збориме кои типови испитувања треба да се направат кај сите тие болни. Значи сите тие болни што имаат јаки вакви главоболки, што траат подолго време. Може слободно и сега да кажете, не е никаков проблем, треба да се направат додатни испитувања. Прво рековме основно треба да се направи очен преглед, значи тоа е едно. Второ треба да се направи може да се направи еден орален преглед на тоа што сите болести во синуси, тоа се назални синуси, знаете, параназални синуси, сите тие заболувања може да исто така рефлексни главоболки што се поедноставни за откривање. Трето, треба да се направи добар невролошки преглед од добар невролог. И четврто, може да се направи додатни испитувања од типот на електроенцефалографија ЕЕГ и секако треба да се направи според мене магнетна резонанца. Ако се сомневаме на васкуларни заболувања, магнетна резонанца мора да се направи во склоп со магнетна резонанца ангиографија. Тоа се магнетна резонанца ангиографија. Тоа е многу добар скрининг, многу добар тест на испитување на крвните садови, кој што многу убаво ќе ни открие на пример мозочна аневризма или некој тестување на крвните садови може исто така да се види на тоа нево. Али туморите на мозок дефинитивно многу добро се гледат на магнетна резонанца. Овие испитувања важат генерално да речам за сите работи претходно што ги споменавме или конкретно за Значи ова е еден пациент ако би дошол кај мене например со главоболка, одеме по овој тип на испитувања, значи од почнуваме со очно, со орален, со ЕГ, со магнетна резонанца. До крајната завршуваме, диагноза. Добро, се надевам гледачката е задоволна, значи во секој случај треба да се посети невролог и да се направат сите останати испитувања кои што се потребни, доколку нели досега не ги направила. Не знам дали кажавме се за васкуларната аневризма или ве прекинав со прашањето?
Не кажам, мислам, по принцип, англизмите се откриваат само со ангиографија. Англизмите не може да откриете со некои други испитувања, осим ангиографија. Дали е резонанс ангиографија, компјутер ангиографија или класична дигитална ангиографија, тоа не е битно. Битно е да се направи ангиографија. Добро, да преминеме на туморите на хипофиза. Вие претходно малку споменавте, сега малку подетално. Да. Тумори хипофиза се сместени, значи хипофиза да не знаете, тоа е една железна внатрешно влачење која што се наоѓа на базата на мозокот, така ги координира сите овие железди што се по телото. Меѓутоа тоа се наоѓа во една која исто така една коскена, како да речем, отворче кој што се вика села. И во таа коскена отворче се наоѓа хипофизата има свој волумен исто така. Секој големо и на волуменот на хипофизата, значи поради некој тумор може да доведе до ширење на незината обвивка, значи на бубрување да даде главоболка. Исто така дел од тумор од таа хипофиза може да навлезе доле во еден синус, го викаме синус, синус, кој што имате така лигавица, нели осетлив и така на болка и тој кој ќе се отвори, кој ќе се набобри таа хипофиза, ако навлезе исто така во тој синус може да исто така главоболки. И трето, тој тумор може да се шири нагоре према мозочното ткиво и што е многу битно да ги допре очните нерви, да ги допре очните двата очни нерви или едното што не е битно и да даде испод во видното поле. Баш вчера имаше еден пациент дојде во амбуланта, го гледав случајно, човекот со испод до видното поле. И гони го очите лекари го лечат као, не знам, пореметување во гледање, вамо наму да научари тоа све. И теко се некој, мислам, кога некој асолно ќе го прегледа и кој размисли и кој ќе види тоа, дека он има фактички на битен пронахемен опција, одно ќе му биде јасно дека се работи за некоја компресија на нервите, значи најчесто тумор хипофиза. И треба да се направи додатни испитувања, секако треба да се направи магнетна резонанција баш на хипофизарната регија и ќе се открие тумор. Чести тумори? Тумори на хипофиза не се многу чести, например, тие, да речеме, сите овие тумори што се на мозокот, вкупно на главата, тие однесуваат може 10% да се однесуваат. Меѓутоа се многу битни зашто тој тумори може да има големи испади, значи невролошки, има големи испади во пореметување на метаболизмот комплетно. И тоа може да остане човекот слеп. Сме порано пациенти, дури ослепени пациенти од вакви тумори на хипофиза. Ако навреме не се открие, ако навреме не се преземат и така натака. Добро, ајде уште за булката на лицевиот нерв и да го заокружиме нели тој дел. Лицевиот нерв, тој сека обично пациентите го знаат како тригеминален нерв, тригеминус невралгија. Значи тоа е еден нерв кој што излегува недека тука на длабоко на мозокот, недека позади недека меѓу малиот мозок и мозочното стебло, тука излегува тој нерв. И нервот проаѓа после еден голем пат, проаѓа недека низ темпоралната регија, тука на тентурум, и искача недека пред увото се грана во 3 гранки, така едната гранки овде и едната овде. И тоа има страшни јаки главоболки, можда тие се најјаки болки што постојат. Меѓутоа за сега се кратки болките, ама траат често преку ден. Многу се чести, интензивни, многу... Пациентите најчесто одат обично на забно одат, на максилофацијалец, они ги гледаат као нерви, пошто се нерви сврзани со забите, болки у забите, па вадат заби, па блокада на нервите се прават тука, па се вадат нервите. Меѓутоа што е битно? Главниот проблем е фактички компресија на нервот, тука позади нека, значи пред малиот мозок, од една артерија. Артерија, знаете артерија, тука проаѓаат блиско до нервот и се вкрстуваат они. И сега пулсација на артеријата доведува до компресијата и нерви и не дава болка. И затоа зашто го кажам, зашто многу битно дека ние правиме таа операција сега декомпресија, пошто е компресија, значи декомпресија на тој нерв. Декомпресија значи да се одвои нервот од таа артерија и меѓу артеријата и нервот да се стават да стаи изолатор. И пациентот едноставно понатаму више нема да има болки. А иначе оваа болка се третира исто така со лекови конзервативно, ако може. Така. Имаме нови гледачи, вели господја на 68 години, наутро најчесто нели има главоболка во задниот дел од главата, дури вели дека таа главоболка ја буди. Потоа вели главоболката откако ќе стане, главоболката престанува без да земе никакви лекарства. Меѓутоа, ако продолжи да лежи, главоболката повторно се јавува. Во што е проблемот? Малку на почетокот да предиска кажа, значи делот вратната кичма исто така може да се болката вратната кичма може да се шири нагоре према главата, најчесто позади. Така дека не е веројатно пошто е малку повозрасна, значи треба да посебнуваме дека се работи за некоја спондилоза вратна, да речеме, или некој дискус вратен.
кој што може да е проблеми да се шири болката према вратот и према главата. Така да предлагам да се направи испитување во тој аспект на вратниот рбет. Понекогаш на која болка само се бајле може да се поврзана со хипертензија. Значи хипертензија, општа мислам хипертензија, артериска хипертензија не во главата може да даде исто така јаки главоболки позади особено и особено да се бајле со повраќање. Така. Тие две работи се исклучат. Како? Кои? Тие две работи, значи хипертензија и вратна кичма треба да се исклучат. Ако мисли на вратна кичма, според мене пак треба да се направи на магнетна резонанца на вратната кичма. Така. И однека се откриат причините. Уште едно прашање, вели господин на 54 години, има благо покачен крвен притисок и зголемена телесна тежина, при што често при станување чувствува вртоглавици и главоболки. Да, може дека него да биде хипертензија во причина, едно. Бидејќи нели може веќе да има, бидат како што исто така спомена. причини може да бидат рековме преска и вратната кичма кај него. Пошто е Зголемената телесна пошто е тежина? гоезен, да. Меѓутоа, да не збориме се, нема пуно работи други што треба да исклучиме пред да збориме за било кој тумор на Да, рековме дека е поширока. Значи многу поширока треба да се испита, проблематика. реков преска да се испита. Меѓу другото може да се испита кај него и крвната слика. Например, зголемени холестероли обезможуваат слаба исхрана, значи артериите направат се стеснуваат, па слаба исхрана може од ткиво, па некогаш може тоа да даде болка, може болка да е самата артерија која што проаѓа во вратот. Мора да се направат батерени испитувања. Не можеме ние да кажеме сега вака, имаш тие болки, бак имаш ти това и тоа. Предлагам да направи пациентот некои испитувања. И ви уште нешто ми допишаа дека се уште не зема никакви лекарства. Дали тоа е добро или не? Лекарства за главоболки? Не гледам причина што не би за некои лекарства за главоболки. Има толку палета на аналгетици, лекарства за главоболки, може да земат било кој тие лекарства. Предлагам, мислам, нема никаква штета да се земат тие кои имаат човек главоболка, апсолутно. Верувам дека и вие од вашето искуство се сретнале со луѓе кои што имаат со години или главоболки, а ништо не презимаат. Што би советувале за таквиот тип на луѓе? Не, на сите им препорачувам, значи обавезан е добар преглед и понатамошни испитувања. Препорачувам, значи главоболка што трае долго време, и ако е интензивна главоболка, апсолутно мора да се вере причината. Ако се главоболките инцидентни сега, денеска, утре или еднаш на неделно, не е некоја голема причина да се испитува ако не трае долго време. Тој може да се смири, значи, со обични аналгетици. Има една работа што треба да се каже за аналгетиците, значи не треба понекогаш ако главоболката е хронична и трае долго време, него треба да се продаде примање на лекови, да речеме 5 до 7 дена, континуирано, да не се прекине. За да има лекот. ефект, така? Да. Во тој случај може да има ефект со најобична терапија од 5-6 дена со аналгетици, континуирана терапија, може да има ефект таа главоболка. Па после да се испита нормална работа. Добро, ми стигна уште едно прашање, само додека да го добијам целосно. Вели, јас здраво имам главоболка на челото, многу често и главоболка да трае цел ден и цела ноќ. Тоа се значи тој дел? во време сега променливо време, например, синузитите често може да дадат такви јаки главоболки тука напред фронтално во фронтално како челото, тука се наоѓаат тие фронтални синуси кои што исто така нивно воспаление, иритација може да даде главоболка во предниот дел, ништо не е тоа чудно. Проблеми со носот исто така може да дадат главоболки во овој дел на челото. Добро, 44 годишна госпоѓа вели дали вкрстувањето на нервот од вратна спондилоза може да предизвика хипертензија и дали истата може да се превенира, и вели уште едно прашање, дали може да се открие мигренозна главоболка. Се не знам за кој нерв мисли на вратната кичма, ја не сум сретнал сега дека компресија на вратна нерв може да даде хипертензија. Например, ако да глака главоболка, па може главоболка да предизвика хипертензија од самиот напор од главоболката. Не сум сретнал дека некој нерв може да даде хипертензија. Имаше прво некој се прави како некој обид, демек има некои центри во мозочното стебло, тоа се во мозгата, кој што чисто стимулирање може да даде главоболка, например, некоја артерија ако се наоѓа туку близина, па притиска на тие центри, па може да даде хипертензија. Меѓутоа тоа бе како експеримент и тоа не беше докажано дека се работи за нешто такво. А иначе компресија на нерв во вратната кичма не би дал хипертензија. Некако имам чувство дека се повеќе жени, мислам, во однос на прашањава, некако жени повеќе ги поставуваат. Постои некоја таква подолба дека можеби жените повеќе се засегнати од оваа проблематика? Не постои така подела. Подела може да се деси, например, за мигрена.
Значи мигрената е почесто кај жените кај мажите, да кажам, особено поврзано со циклус и така тоа. А иначе, за пример, за други овие причини не постои некоја причина дека еве жените имаат поголема почесто. Дека се повеќе. Може би да речеме менингиомите што се бенигни тумори на мозок, тие се почесто кај жени на пример. Тоа може евентуално у тој аспект, а ово не. Кои се новитетите во поглед на неврохирургијата кога станува збор за лекување на главоболки, за третирање на главоболки, за сите овие работи кои што ги споменавме, нели туморите на мозок, туморите на хипофиза? Значи неврохирургот најчесто може да помогне по две работи. Прво, ако имате зголемен интракраниен притисок кој викаме тоа, неврохирургот може тука да помогне, на пример. Да речеме, правиме еден операција што при тоа зголемување може да се страда очниот нерв. Ако се зголеми притисокот во главата, а немате причина, тоа се бенигна интракранијна гипертензија, тоа се рефлектира на очниот нерв, преска ви кажам. Ако очниот нерв се натече и многу натече, тој може пациентот почне да ослепува. И во тој случај неврохирургот може да помогне да се прават операции декомпресија на очниот нерв. Тој ние правиме, значи се отвора вивката на очниот нерв тука позади окото, се отвора, нервот се декомпримира и се губи таа шанса да настане слепило кај тој пациент. Тоа може помогне кај општиот зборам зголемување на притисокот. Кај присуство на тумори нормална работа дека хирургот може да помогне преку вадење на тој тумор, што го зголемува притисокот во главата. Кај аневризми исто така, ако настанат крварење, хирургот може да помогне во типот да таа аневризма да се затвори, да никогаш повеќе понатаму животот не прокрвежи таа аневризма. Зашто кога втор пат прокрви, на пример, таа аневризма, може да запне пациентот во кома и може да заврши лошо. Значи, ние фактички правиме операција, ја затвараме таа аневризма. Со какав степен на успешност се ете оперативните зафати? Генерално, кога некој ќе добие диагноза дека има тумор, нели од старт позитивна мисла треба за да нели до некаде дојде и до позитивен исход. Меѓутоа, добро, има две работи треба да се кажат. Прво, не е исто да е бенигни тумори и малигни, тоа е една, значи нормална ствар дека малигните е подобра прогноза него малигните. Меѓутоа за мозокот понекогаш не важи тоа правило. Зошто? Зашто мозокот имате витални центри. Особено те во средина на мозокот, тоа се мозочно стебло. И во тоа стебло мозочно и бенигни да е туморот, пошто тешко може да се пристапи и при самото вадење може да има некои последици, викаме дека тие се понашаат како малигни, ако се бенигни. Дури понекогаш, ако се битни, многу битни мозочни центри, речеме во облогата, кај што центар за живот, центар за притисок за дишење, чачкање во тој предел може да е опасно, нели? Во некојаш се дешава такви тумори што се шират таму, викаме малигни или бенигни тумори што се шират, во тој случај ние некојаш и не ги оперираме тие тумори. Не само ние, мислам, било каде во седне ги оперираме. Зашто вадењето на тој тумор ќе предизвика едноставно пациентот да ви заврши лошо и на маса или после операција. Некојаш такви тумори се остават или може да се зрачат евентуално после тоа, може да примат хемотерапија евентуално, меѓутоа не се чачкат хируршки зборам. Меѓутоа, за среќа, тоа се многу малку посто на такви тумори. У принцип, операции ние сме оперирали операции на облогата и на понс, значи тоа се многу прецизни микрохируршки операции, со специјален апарат што се вика нейрофизиолошки мониторинг, кој што цел време на операцијата не мониторира каде се функциите на тие нерви што се битни за движење на нозе, на раци, така, што се вика нейрофизиолошки мониторинг. Така да микрохируршка техника и мониторингот овозможува да се извадат тие кои такви тумори што порано бе опасно да се вадат. Меѓутоа сепак понеси да е мал процент да се појават такви тумори да ви не може да ги извадите. Зашто пак ќе кажам, секој нивно вадење може да предизвика огромна штета по пациентот. Од малигните тумори може да се признае, че малигните тумори се шират дифузно низ мозочното ткиво. И вие у старт кој ќе го отворите мозокот, кога ќе го работите со микроскоп, еве со микроскоп работите, па не може да знаете точно кај ви е границата. Многу тешко се одреди границата. Сега се прават обиди во светот, се определуваат некои супстанции, па да видите ви границата, па каде да ви знаете тој цел тумор. Меѓутоа со сите можни напредоци на медицината и на апаратурата и на хемиските супстанции, сепак на најмалигните тумори прогнозата е многу лоша. Значи, на најмалигните тумори на мозок, што викаме ние глиобластоми, прогнозата е отприлike prosечно преживување кој 15 месеци. Со сите можни технолошки напредци, и зрачење, и хемотерапија. Со денес нуди медицината. Значи, многу зависи кој тип на тумор е. Така.
Добро, имаме нови прашања. Вели госпоѓа на 54 години се соочува со главоболки веќе од 30-та година. Вели терапија, новогрен, има циста која што не прави проблеми. Тоа ви е познато. Да. Вели иако не ги пие апчињата и се јавува, ако не ги пие апчињата и се јавува повраќање и проблеми со видот, со концентрација и слично. Некаков совет? Тука има две работи, може да праши мигрена, веројатно мигрена, така е велика мигрена, а може да се работи таа циста што е мозокот, може да едноставно да притиска на нешто, например на обвивка да притиска и да дава главоболки. Се не знам колка е таа циста, треба да се измери, се мерат, тие цисти се мерат. Значи цистите се понашат исто како тумор во мозокот, ако тие растат, треба да се оперира цистата апсолутно. Ако тие не растат, те може да ти вродени цисти од раѓање, ако тие не растат, ако не растат, нема никаков проблем, така. Меѓутоа, ако растат, треба да ако растат, треба да се оперираат тие цисти, да. Госпоѓа на 76 години, сега јас со медицинскиве термини можеби ќе погрешам нешто, вратните вени се 0,10, 0,11, 4 коронографии и 4 стента. Вели кога ќе ја заболе главата, мора да прекине со сите активности, во меѓувреме не зема никакви лекови за главоболки. Не верувам се вратни да се од коронарни, таа стентови прави веројатно на коронарните артерии, не верувам дека е правена на вени на главата. Макар што сега у свет се прават, покушаваат да прават и стент на вени и на синуси, мозочни синуси, тоа може да се направи. Понекогаш, ако имате вие запушување на мозочните синуси, тромбоза, например, тромбоза може да се прошири на мозочните синуси, таму се дренира целата крв од мозочното ткиво и тие исто така може да дадат главоболки со самото ширење на синусите и разголемување на отокот во главата. Ама не сум сигурен сега дека се прени стентови на вени, на вратот. Добро, и едно прашање кое што ви пред малку го начално го споменавте. Вели госпоѓа на 35 години прашува како се поврзани мигренозните болки со менструалните циклуси кај жената и колку се всушност тие сериозни. Добро, мигренозните болки има неколку фактори што го кривуваат, например серотонин, тоа се септанци некои во мозокот, па има некои адреналински субстанции што се кривуваат дека тие предизвикаат спазам и спазам предизвикува, не знам, болка во тој дел од мозокот. Значи тоа е поврзано преку хормоните, менструални кога се нели кога има менструација се намалува, не знам, прогестеронските се зголемуваат, естроени се намалуваат. Таа промена предизвикува, значи, пореметување во серотонинските овие рецептори горе и заради тоа имаме тој после таа болка. На тоа нешто се објаснува. Дали е сериозно? Еве прашањето од гледачката, дали тоа е сериозно иако е многу често, мислам дека веќе. Значи во принцип ја не се бавам со мигрена, добро? Тоа се бават невролози. У принцип, мислам дека не е тоа некоја голема сериозна болест, додека не има јаки главоболки. Меѓутоа сега, колку што знам, има многу јаки лекови, особено овие што се поврзани со серотонинските рецептори, тие добро делуваат, има лекови за превентива, има добри лекови за превентива на мигрената и треба пациентка да си ги пие тие лекови. Така. Нова гледачка вели 23 години има, често страда од главоболка, меѓутоа вели на челото и од задната страна на главата. Девојката има 23 години, па на ова би ве прашала и во однос на таа возрастна граница, дали се поместува, дали се поголем број на млади луѓе во денешно време страдаат од главоболки? Не, јас колку што сегам, секогаш отприлike имало и млади и постари, не е тоа некој проблем тоа воопшто. На помлади особи поише сумниваме на мигренозни болки, некои такви. Меѓутоа, сите овие пациенти повторно, значи мора да направат добар преглед и добри испитувања. Значи не би требало пациент што трае поише, да речеме, од месец дена некоја, било каква главоболка да е помала, ако трае месец, 2-3 месеца, треба да се испита, да направи испитувања. Сериозни испитувања. Вклучувајќи крвна слика и холестерол и гликемија, тоа се треба да се испита. Споменавме, тоа е симптом кој што анемија може исто така да кој што укажува на нешто, можеби на некаков друг проблем во апсолутно. Значи треба да се испита. 65 годишен ваш поранешен пациент вели, каротидата од левата страна е оперирана како и анеуризмата, има зуење во главата и дали главоболките се последица на тоа? Може да се последица, ништо не е чудно. Меѓутоа ме чуди како тоа има и стент на каротида и анеуризма, тоа малку не ми е јасно. Добро, тоа би било се.
Да. за одговорот? Добро. Што би ги советувале, доктор Кирил, пациентите, односно воопшто сите гледачи, во однос еве на оваа проблематика? Споменавме, вие кажавте впрочем дека отсекогаш главоболките си постоеле, биле чести, се Апсолутно. случува да, нели, луѓето страдаат од нив. Факт е дека треба да се посети доктор, факт е дека треба да се направат тие низа на испитувања, меѓутоа колку се луѓето дисциплинирани да го прават тоа? Па мислам дека последно време се луѓето се поише дисциплинирани, дури кај нас у прва рака пациенти нели биле на матичните доктори, оно доаѓаат у прва рака на испитувања и оно веќе луѓето знаат и повеќето нив знаат дека треба да се направи резонанци, у старт бара да се направи резонанца. Мислам дека луѓето многу поише знаат него порано, дека читаат по интернет и така. И Посвесни заради сте? тоа ми е многу поиќе откриваат се, ви кажам, многу поише се откриваат тумори него порано. Зашто ние нас секоја главоболка, што поише трае, се прават резонанци. И многу често се видат помали тумори, што е у принцип добро. Значи такви помали тумори може да се изведат побаво, да се направи добра операција и да пациентот да Нормално, веројатно, како и да за живее. било која друга состојба, ако порано или навреме се открие, може да има и Да, ма ви кажа, преска мозокот е многу бидно што порано се открие да не се шири туморот. Ако многу се прошири како преска, многу тешко се вади после тоа или тешко се лечи. како после хируршки зафат, после колка временски период пациентите може да се вратат на на нормално функционирање? Добро, тоа зависи се пак преска состојбата, кој тип на диагнозата? тумор е, бенигни, малигни, кај бе локализиран, имал ли испади, на пример, имал ли хемипареза, да речеме, пред операција, па и после операција може ли има некојаш имате вие, ако оперирате во центарот што е за, имаме моторна зона, значи центарот за рака за нога, и он имал пред операција и тешко ќе се поправи мозокот и после операција. А ако туморот го уништил центарот, Така. ако туморот го извуткал центарот, а тоа многу убаво се гледа на една специјалност имена магнетна резонанца што се вика трактографија или функционална резонанца магнетна. Топло препорачам гледачите нека гледа да ги направите тие испитувања ако имаат некои вакви испади. Во тој случај вие многу убаво ќе видите дали туморот го уништува тие дел од нервните влакни и нервните центри или само ги избуткува. За нас е така хируршки многу битно тоа, значи во тој случај ние знаеме унапред кај се наоѓаат тие моторни влакна, кај се тие центри и кај ние не би смеле да пипаме едноставно. Така. Господин на 34 години вели понекогаш има главоболки, дали да ја смирува со апчење или да остави главоболката да помине. Со други зборови, дали на апчињата може да се навикне организмот и едноставно после некој временски период тие да не делуваат? Да, во принцип може да се навикне ако многу долго се примаат тие лекови. А овој пациентот ако се прима на своја рака лекови, а не оди на испитувања вакви што ви покажат, мислам дека тоа е голема грешка. Ако треба да кажам неколку месеци да речеме тие главоболки. Уште едно прашање и веројатно ќе треба да го финишираме и разговорот. Господин на 59 години има дискус хернија помеѓу C5 и C6 и помала дискус хернија меѓу C3 и C4. Има јаки болки, вртоглавици, болка во десното око и намален вид. Добро, тоа може нека друга емисија да направиме Да, за рад на малце- кичма, ама во принцип ако има голем дискус на C4, C5 или C5, C6, не знам точно, тој секако може да е главоболка, може да е болка и оде во рамињата и во раката и не е битно. Може да е испади во нозете, што е исто така поопасно. И во принцип обично тие ако се големи дискуси треба да се оперираат. Малку е Едноставна надвор од операција темата, да се извади меѓутоа- да сте вештачки диски така. Ете, дадовме еден совет. Моето прашање за крај би било дали може да се делува превентивно кога станува збор за главоболките од вашиот аспект, од неврохирургија? Да што за неврохирургија многу не може да се превенира, на пример, развидок некој тумор, не знам, развој на ануризма, што тоа уствари не постои нешто такво да може да се превенира, се уште у свет такво. Нема ни некој фактор што кажува дека нешто може да предизвика тумор на мозокот. Нели порано беше мобилните телефони, па сега се покажа дека тие модерни од новите телефони не прават тока некој зрачење и не се толку опасни. Али би сакал да им препорачам пациенти, значи ако имаат јаки главоболки, скоро неиздржливи, што траат подолго време, апсолутно треба да се јават, ако ти болки, тие апсолутно мора да се јават на доктор. Ако имаат болки што се повремени понекогаш, па траат, па се изгубуваат и траат неколку месеци, исто така треба да се испитаат, значи да се направи батерија на испитувања.
Тие две ги препорачам топло. И трето, това што препорачам да се луѓе да движат што поише, да вежбаат што повеќе за Малку вратната здрави кичма. активности. За вратната кичма тој иначе ќе ја одржават стабилна и не би имале едноставен промес со вратот. Што стварно неколку има доста процент на галолки што должат на вратната Да, па кичма. веќе имавме и некои такви прашања. Да, да има, за тоа ви кажам. Тоа е доказ дека би можело да вежбаат повеќе, да се движат повеќе, но да. Добро, ми вилат крај. Ви благодарам многу за убавиот разговор. Доктор Кирил Лузанче можете да го најдете во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ви благодарам многу за разговор. благодарам поканата. Ви благодарам и вас за вниманието. Се разбира, останете на Телма.